овој крај е еден од најпогодените со масовните иселувања. Скоро да нема дом кој што нема некое чедо надвор испратено во туѓина. И тоа мора да се промени. Тоа мора да го промениме на 24 април, а потоа и на 8 мај. Иселувањето во Република Македонија зема толкав замав што може да ни се случи Македонија да остане без работници, да ни се случи да мора да увезуваме работници. Од тие причини мора да ги градиме младите да се развиваат дома, мора да внимаваме на сите структури. Ние како ВМРО ДПМН ветуваме правда во Македонија, тоа што го ветуваа претходниците, а не успеа да го донесат. Донесоа амнестија на криминалот, а оној залутаниот во вилата на Водно тоа го потпиша. Затоа мора да се стави ред во оваа држава. За да се стави ред, во програмата имаме ставено целокупна ревизија на имотот на судиите и на обвинителите. Да се види кој од каде добивал, кој како си ја плаќал правдата. А претходно ќе го распуштиме и судскиот совет, ќе го распуштиме и советот на јавните обвинители. Па да видиме кој како се богател и да видиме кој на кој начин донесувал пресуди. Луѓе, не само што ја приватизираа државата, туку и дворци се направија од државните институции, со се внуци, со се фамилија, а тоа не е прв случај. Затоа велам јас дека се однесуваат како римски конзули. Зошто од другата страна на Вардар, еден друг конзул, еден друг везир, исто така си славеше во она министерство во кое само 3% има други. Можете да замислите што прави господинот Артан Груби. Му го дава министерството, зградата на султанот Али Ахмети, за тамо за се среќава со дипломати, па да слави родендени, па дури и да си пее. Тоа ли е држава? Тоа не е држава. Тоа е држава во пропаѓање, не само слаба држава. Затоа да не дозволиме да пропадне. Се додека има горди македонци, се додека има горди албанци, турци, власи, роми, бошњаци, срби, а тие се овде, во коалицијата, се додека има горди граѓани, мислам дека ние и Беровски, и Русински ќе си ги имаме во умот и ќе зачекориме напред во една нова ера. Инаку, тешко ни се пишува. Која е Европска унија, господине Ковачевски? Вие ли сте Европска унија, која направивте Македонија најсиромашна држава во Европа? Држава со највисока инфлација. Албанија спрема вселенска програма. Вие со Али и Артан не заглавивте во калта составена од вашите ситни интереси и сребролюбие. Каква Европска унија, какви бакрачи? Па никој жив не ви верува дека вие може во Европската унија да не внесете. Во ЕУ не примаат криминалци како вашите сиемски близнаци од ДУИ. Такви само во затвор може да примат. Во ЕУ не примаат луѓе кои земаат провизии од 50 милиони евра на тендери, кои со црни пари купуваат цели трговски центри, кои делат шамари на синдикалци во контрола на летање, кои од се прават бизнис за личен кјар. Вие не сте Европската унија. Европската унија се вредности пред се. Европската унија е систем на правда и напредок. Вие сте пудлици во скутот на ДУИ, кои ја злоупотребија довербата на граѓаните. И ќе одговарате за тоа. Ја продадовте Македонија. Продадовте нешто што не е ваше, што сте го наследиле од минатите генерации и сте го позајмиле од идните. Вие го раскрчмувате како да е ваша лична собственост. Се однесувате со државата како со душман. Проценти од тендери делите како смоки на детски роден ден. И вие за Европската унија ќе зборувате. Оди скрите се некаде. Прочитани сте. Со вас Европска унија нема. Европска унија има со луѓе кои ќе работат честно и одговорно и ќе се залагаат за реформи и европски вредности. Европска унија има со нас и со идниот председател професорката Гордана Силјановска-Давкова. Со луѓе кои ќе ги штитат националните интереси и нема да дозволат Македонија да зависи од артановци, туку ќе се борат за правда, за ред, за систем
и за подобар живот за сите граѓани. И ви велам, нивното време е одброено. Поразот ќе им биде голем. Со овие избори, Македонија мора да се ослободи од ова СДСМ и од Демократската унија за интеграција. Затоа сте важни вие, народот на Македонија, и затоа е многу важна излезеност. На овој крстопат што си и сака свето